Бројот на првачињата во Струмица бележи благ пораст. Ако минатата година до 30 мај имало запишано 444 ученика, годинава нивниот број изнесува 482, што значи зголемување на бројот на првачињата за 38. Според матичната евиденција на родени деца, наставата во учебната 2015-2016 година треба да почнат да ја следат повеќе од 600 ученика. Од Одделението за образование при општина Струмица се надеваат дека во летниот период треба да се запишат уште 230 ученика. Минатата година имаме до 30 мај се запишале 444 ученика, а оваа година имаме 482 ученика, значи некоја бројка од 38 ученика, имаме зголемување на бројот на ученици. Вкупниот број на ученици кои се запишале минатата година изнесува 595, а ние до сега имаме 482, така по некоја моја проценка, мислам дека овој пат ќе ја надминеме бројката над 600 ученика. Према досегашните податоци, ќе имаме мал број на паралелки кои ќе бидат формирани со согласност со помал број на ученици од 24. Како што посочи советникот за образование Петар Киров, во некои училишта во Струмица дури 90% е исполнет бројот за упис на првачињата. До сега најмногу се запишани во основното општинско училиште Сандо Масев, каде се евидентирани 110 првачиња. Во некои училишта повеќе од 90% е исполнет цензусот, значи да дадем едно мало појаснување, во Видое Подгорец Струмица се запишале 102 ученика во текот на месец мај, остануваат да се запишат уште 11 деца према податоците и статистичките податоци кои припаѓат и во тој реон за упис на ученици. Тоа е доста висока бројка во однос на минатата година. Голем интерес има во Сандо Масев, основното општинско училиште Сандо Масев, каде што има запишано 110 ученика. Овој реон е малку поширок, па во текот на летниот период останува да се запишат уште 52 ученика. Општинското училиште Никола Вапцаров се запишале вкупно 106 ученика и останува да се запишат само уште 20 ученика. Вкупниот број на првачиња кои ќе ја почнат учебната година во училиштата ќе се знае во септември, кога ќе се утврди колку деца живеат во матичните градови, а колку од нив се имаат иселено заедно со родителите.